Ниту сонцето денес не ги победи облаците над небото на Гостивар. Мрак, болка, тага, луѓе со завиени погледи. Втор ден жалост во градот Почара по трагично изгубените животи во сообраќајната несреќа на автопатот Скопје-Тетово, кај местото Ласкарци. Кафичите полупразни, тивка музика. Граѓаните со солзи во очите не можат да ја опишат болката и мракот во кој деновиве покобниот 13 февруари е завиен Гостивар. Речи си да нема некој кој не познавал барем некој од 14 починати и 37 повредени сограѓани. Сите ги познавам, гостиварци сме сите. Болка е голема. Не сум мрдната од телевизор, сега излегов само малку. Лошо, лошо. Жалостно е, тоа е све. Пометите ли ваква трагедија друг пат? Не. Ево од погреб доаѓаме. Кај Јовица Тепески. Познавам дел. Еден ми е синот Шура. Не е умрен, тој него во тешка состојба. Познавам je 22 години, овде млад човек. Беше другар на мојот зет. И тој со него да дојде, и тој зетот, ама тој му викал со друг автобус ќе дојдам јас. И тој се спаси, тој отиде 22 години. Некролозите сами по себе говорат за трагедијата која зави во црно цела Македонија. Неколку млади момчиња кои само што станале полнолетни, дел единци на своите родители, студенти, спортисти, мајки кои ставија деца зад себе, пензионери. Билансот на жртвите не бираше години. Болка, тага, плач. Гостивар денес е прости од 9 своји сограѓани од вкупно 14 кои животот го загубија во трагичната несреќа на кобниот 13 февруари. Втор ден, ден на жалост во Гостивар, а сите правци водат во една насока, кон градските гробишта. Стотици гостиварчани во поворките. Цел Гостивар денес им оддава почет на своите блиски и познаници, на прерано згаснатите животи. Солзи, букети со венци, уште 9 починати од вкупно 14 денес беа испратени до вечното почивалиште.